Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе продолжиме со обработка на глава 2 од посланието кое апостол Павле им го испрати на христијаните во Солун. Во овој дел од писмото или посланието, тој изборува за неговата и службата на неговите соработници во градот Солун. Во книгата Дела читавме за тоа како доктор Лука ја опишува нивната служба во тој град, а во овој дел од посланието читаме како Павле гледаше на сето тоа. Ке почнеме со читање на текстот. Во претходната епизода го прочитавме и делумно го обработивме стих 7, но во оваа сакам да кажам уште нешто за него. Затоа ќе го прочитаме повторно. Но, сепак, ние бевме меѓу вас така нежни како што се однесува мајката кога ги дои своите деца. Апостолот Павле вели дека тој и неговите соработници беа нежни кон христијаните во Солун, и тоа онака како што се однесува мајката кога ги дои своите деца. Иако е маж, сепак себе си се споредува со жена, се со цел да долови одредена поента. Може би кога Павле размислувал како да ја опише својата љубов и грижа кон црквата во Солун, тој сватил дека во човечкиот свет грижата на мајката кон децата е најсоодветната слика. Во Евангелие според Матеј, глава 23, стих 37, Господ Исус вели за градот Ерусалим: колку пати сакав да ги соберам чедата твои, како што квачката ги собира пилињата своји под крилјата, а вие не сакавте. Замислете, се мокниот и вечен Господ се споредува себе си со квачка, се со цел на народот да му долови преку слика од секојдневието колкава е неговата грижа. Во друг дел од Евангелијата, Господ Исус се споредува себе си со пастир, а оние кои му веруваат со овци. Апостолот Павле како да вели во овие стихови: јас, Тимотеј и Сила сме таков вид на служители. Ние сме целосно посветени на оние на кои им служиме. Ако знаете колкава е грижата на мајката кон нејзините деца, тогаш ќе знаете колку ние се грижевме и се уште се грижиме за вас. Знаете, јас верувам дека денес во светот има многу добри проповедници и учители, но мислам дека е релативно мал бројот на служители кои на ваков начин се грижат за црквите. Затоа ни се потребни вакви служители и нека Бог по неговата милост ни даде што поголем број на свештени лица и црковни служители кои длабоко во себе ќе имаат ваква грижа и љубов кон верниците. Во оваа програма јас често се обидувам да зборувам за важноста да се припаѓа на локална црква. И тоа ќе го повторам и сега. Ако се сметате себе си за вистински христијанин, вие треба да бидете активен посетител и учесник во животот на некоја локална црква. Но, еве ви уште еден совет. Ако имате избор која црква да ја посетувате, немојте само да ја изберете таа што ви е најблиска. Изберете ја онаа во која служи свештено лице кое вистински се грижи за верниците. Изберете ја онаа во која секоја недела се проповеда од Светото Писмо, црква во која можете духовно да растете и се подлабоко да го спознавате Писмото. Нека Бог по неговата милост ве води во таква заедница, каде ќе добиете добра духовна храна и соодветна грижа. Ќе продолжиме со читање на текстот. Во следните стихови Павле продолжува да објаснува како тој, Тимотеј и Сила живееа и служеа додека беа во Солун. Стих 8. Така, полни со љубов кон вас, бевме готови да ви го предадеме не само Евангелието Божјо, туку и душите своји, зашто ни станавте драги.
Зборот драги може да се преведе и како сакани, односно апостолот Павле вели дека тие не служеа во Солун затоа што мораат, туку затоа што искрено ги сакаа тамошните луѓе. Тој како да вели: толку ве засакавме што не само што ви го дадовме Евангелието, ако требаше и нашите животи ќе ги дадеме само за вам да ви биде добро. Преку овие зборови, тој сака повторно да ја нагласи својата грижа и љубов за тамошната црква. Како што мајка би си го дала својот живот за на детето да му биде добро, така и Павле, Тимотеј и Сила беа подготвени и животите да си ги дадат за на црквата во Солун да и биде добро. Стих 9. Спомнете си, браќа, за нашиот труд и мака, работејќи дење и ноќе, за да не му додеваме никому од вас, ние ви го проповедавме Евангелието Божјо. Јас не верувам дека апостолот Павле се фали кога вели дека тие работеа дење и ноќе за да не додеваат никому од нив. Поентата која тој сака да ја каже е дека додека беа во Солун, тој, Сила и Тимотеј не бараа никаква финансиска поддршка од локалните христијани, туку најдоа начин како самите да заработуваат и со тоа да ја поддржат мисијата на која се наоѓаат. Апостолот Павле зборува за нивниот труд и мака, зборови кои укажуваат дека нивното време поминато во Солун не беше лесно. Покрај тоа што мораа да најдат работа за самите да се финансираат, тие го проповедаа и Евангелието, а и се соочија со сериозен отпор од луѓето. Зошто го правеа сето тоа? Затоа што некој ги принуди? Затоа што чувствуваа страв дека ако не му служат на Господ, тој ќе ги казни? Не, туку затоа што сакаа што повеќе луѓе да ја слушнат радосната вест, која се однесува на спасението преку вера во Господ Исус. Стравот или чувството на вина се ужасна мотивација за да му се служи на Господ. Љубовта кон Господ Исус и кон луѓето е најдобрата движечка сила, најдобрата мотивација поради која би можеле да се одлучиме да му служиме. Патем, во стихот кој го прочитавме, Павле вели дека дење и ноќе работеа за да не им додеваат на христијаните во Солун, односно не бараа никакви финансии од нив. Дали тоа значи дека во секоја можна ситуација Божите служители мора да работат за самите да ја финансираат својата служба? Не. Ова беше одлука на Павле, Тимотеј и Сила, бидејќи тие така проценија дека е најдобро. Но во други делови од писмото јасно се вели дека оној кој работи ја заслужува својата плата, односно оние кои се трудат да го поучуваат Евангелието треба да бидат и материјално поддржани од оние кои ги слушаат нивните поуки. Односно, тоа значи дека оние кои го слушаат Евангелието треба финансиски да ги поддржат оние кои го поучуваат и проповедаат Евангелието. Ако Божиот служител одлучи да се откаже од тој благослов, тоа е негово право. Но, ако Божиот служител сака да се посвети само на службата, локалната заедница на која и служи треба да се погрижи за неговите потреби, се разбира, согласно нејзините способности. Во стихот кој го прочитавме, Павле како да вели: сетете се на нашето време поминато кај вас. Ние не сакавме да зависиме од вас, не сакавме да ви бидеме товар, па затоа дење и ноќе се трудевме, само за да можеме да ви го проповедаме Евангелието. Ке продолжиме со читање на текстот. Во следните неколку стихови Павле го открива и така наречениот татковски аспект од неговата служба, стихови 10 до 13. Сведоци сте вие, како и Бог, дека свето, праведно и безпрекорно постапувавме пред вас кои верувате, зашто знаете дека секого од вас,
Како татко децата своји, ние го охрабрувавме и утешувавме и поттикнувавме да живее достојно за Бога, кој ве повикал во своето царство и слава. Во стих 10 апостолот Павле користи 3 зборови со кои ја опишува својата и службата на неговите соработници. Верувам дека ги забележавте тие зборови: свето, праведно и безпрекорно. Во суштина апостолот вели дека нивното поведение во Солун беше свето, праведно и безпрекорно. Дозволете ми да го објаснам секој од овие зборови. Прво, тој вели дека нивното постапување беше свето. Во Библијата зборот свет има неколку значења. Кога се вели дека Бог е свет, тоа значи дека е целосно одвоен од гревот и се што може да ја опогани неговата морална совршеност. Но, кога не станува збор за Бог, свето е нешто што е одвоено од гревот и посветено за служба на Бог. Например, во Стариот Завет имаше свети садови, кои беа одвоени само за служба во храмот. А пак од оние кои му веруваат на Бог, се бара да бидат свети, како што е Бог свет. Тоа значи дека од верниците се бара да се клонат што подалеку од гревот и се што ги спречува да живеат според Божјата намера и план. Павле вели дека неговото и поведението на неговите соработници беше свето. Тоа значи дека преку своите дела и постапки тие се држеа по настрана од гревот и му беа посветени на Господ за служба. Знаете, јас сум сретнал многу луѓе кои се сметаат себе си за посветени христијани, но морам да нагласам дека посветеноста не е само исповед, туку треба да се покаже и на дело. Например, каква е ползата ако некој човек вели дека е посветен христијанин, ако шефот на неговото работно место вели дека истиот тој човек е мрзелив? Посветеноста на Христос мора да се покаже на дело, не само во недела во црква, туку во текот на целата седмица. Ако некој за себе вели дека е искрен и посветен христијанин, тоа мора да се покаже во секојдневието, а не само во одредени периоди од неделата, месецот или годината. Потоа Павле вели дека во Солун нивното постапување беше праведно. Во писмото зборот праведно се однесува на вршење дела кои Бог ги смета за исправни и кои ги заповеда. Христијаните не се повикани само да се клонат од злото и да не прават ништо, туку проактивно да прават добри дела кои ќе бидат од полза и благослов за другите луѓе. Службата на Павле, Сила и Тимотеј во Солун беше токму таква. И на крај, апостолот Павле вели дека постапуваа безпрекорно. Дали ова значи дека Павле се сметаше себе си, а и Сила и Тимотеј за безгрешни? Се разбира дека не. Само Бог е безгрешен. Безпрекорноста се однесува на тоа дека никој човек не можел да ги обвини за некаква неправда или зло. Ние како христијани сме повикани да се стремиме кон такво поведение, да им даваме на луѓето што помалку причини да хулат на Божјото име поради нашите постапки. Потоа доаѓаат зборовите во кои Павле вели дека тој, Сила и Тимотеј, како татко своите деца, ги охрабруваа, утешуваа и поттикнуваа христијаните во Солун да живеат согласно Божјата волја. Овие 3 зборови, охрабрување, утешување и поттикнување, се многу важни и би сакал и на нив да им посветиме малку време и внимание. Прво, зборот преведен како охрабруваме е старогрчкиот збор паракалеа и сосема истиот се користи и за Светиот Дух. Овој збор може да има неколку значења, меѓу кои се помош, охрабрување, поттикнување и слично.
Ова значи дека Павле, Сила и Тимотеј беа во Солун првично да им помогнат на тамошните луѓе да поверуваат во Евангелието, но исто така и да ја спознаат и следат Божјата волја. Всушност, не беа Павле, Сила и Тимотеј тие кои го правеа тоа, туку Светиот Дух преку нив. Потоа, Павле вели дека тој и неговите соработници ги утешуваа христијаните во Солун. Зборот утешител исто така се поврзува и со природата и службата на Светиот Дух. Зошто им била потребна утеха на христијаните во Солун? Затоа што тоа беа луѓе кои минуваа низ сериозни прогонства поради верата во Господ Исус. Некои од нив ги изгубија своите семејства и пријатели поради тоа. Некои од нив беа прогонувани од локалните власти поради верата во Господ. Павле многу добро знаеше што значи да се биде прогонуван, а и Сила и Тимотеј го имаа тоа искуство. Затоа, како некои кои веќе го минале тоа искуство, тие можеа да ги утешат верниците во Солун. И на крај, Павле вели дека тие ги поттикнуваа христијаните да живеат достојно за Бога. Како што улогата на таткото е да ги охрабри, утеши и поттикне неговите деца да станат одговорни и да се однесуваат како што треба, така Павле и неговите соработници ги поттикнуваа христијаните во Солун да внимаваат на своето поведение, за да можат да бидат добро сведоштво за Господ Исус. Знаете, кога ние христијаните живееме достојно за Бога, односно, кога со своите постапки го оправдуваме Христовото име со кое се нарекуваме, ние неминовно ќе бидеме добро сведоштво пред луѓето. Тоа може да ги поттикне сериозно да го преиспитаат својот став кон христијанската вера. Но и обратното е вистина. Ако не сме добро сведоштво, верата која ја исповедаме сигурно ќе им биде одбивна. Патем во Ефесијаните, глава 4, стих 1. Апостолот Павле ги повикува христијаните во Ефес да живеат достојно за повикот со кој се повикани. Да се биде христијанин не значи да се живее своеволно, туку да се биде подчинет под висок духовен и морален стандард. Продолжуваме со читање. Стих 13. Затоа и непрестано му благодариме на Бога, зашто откако го примивте Словото Божјо од нас, го примивте не како слово човечко, туку како што е Слово Божјо, кое и действува во вас кои верувате. Ова е правилниот начин на кој треба да му пристапиме на читањето на Светото Писмо, како и на проповедите во кои доследно се поучува Светото Писмо, како на Божјо, а не на човечко слово. Со други зборови, тоа значи дека кога го отвораме Светото Писмо, ние не отвораме книга во која се напишани човечки, туку книга во која се напишани Божји зборови. А ако ги примаме како такви, ветувањето кое ни го дава стихот кој го прочитавме, е дека тие зборови, односно тоа слово, ќе почне да действува во нас. Што значи действото на словото? Тоа значи дека мудроста која се наоѓа во него ќе почне да не менува и обликува нас како личности. Тоа значи дека ќе стануваме се послични на она што е запишано во Светото Писмо. Како вие го примате тоа што е запишано во Библијата? Како реагирате на тоа што се поучува и проповеда во црквата? Што верувате за Библијата? Дека е интересна книга напишана од луѓе? Дека е света книга напишана од свети луѓе? Не, таа е многу повеќе од тоа. Библијата е Божиот збор кој ни е даден на нас луѓето, за да го читаме, разбереме, проучиме и да го примениме во секојдневието. Тоа не е книга во која имаме убави совети и цитати, туку книга во која ни е даден Божиот стандард за тоа како треба да го живееме животот.
Ако му пристапите на писмото како на Божји збор и ако верувате во него, тој збор ќе почне да действува во вас и ќе ви служи за благослов. Христијаните во Солун во времето на Павле го сторија токму тоа. И таквиот пристап им ги промени животите, а верувам и браковите и семејствата на подобро. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.